Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме. Хуманоста на кочанчани исполни уште еден сон. Поставен камен темелник во куќата на семејството Димитрови во селото Бели. Пред 11-та седница на Советот на општината закажана за петок, денеска се одржаа повеќе комисии на кои се заседаваше за приоритетните точки на локалната власт. Се менува законот за пушење, ќе казнува кој ќе стигне, и полиција, и трудова, и УЈП, и пазарна инспекција. Пристигнува зимата, вирозите значително застапени, топла облека и здрава храна, главни превентивни мерки. Европски пари за виничката ромска заедница, со ниво иднина ќе се реализираат дел од предвидените проекти. Софтверски решенија за бизнис секторот, како да ги претворите податоците во профит, обука на компанијата Пантеон во Кочани. Фудбалскиот клуб Осогово организира фудбалски тест на превари. Очекувањата се големи за престојната сезона. Со содржините од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Сонот на семејството Димитрови од село Бели конечно ќе стане реалност. Денеска беше поставен камен темелникот и започна да се гради новиот дом на ова сиромашно семејство. Средствата за изградба на куќата се собрани од општината и граѓаните.
Општина Кочани заедно со граѓаните на општината денеска ги потврдија своите хумани срца, со што им помогнаа на членовите на сиромашното семејство од село Бели, кој со години наназад живее во мизерни услови. Акцијата започна пред една година со организирање на хуманитарен концерт наречен по патеките на Тоше, со цел да му се помогне на ова сиромашно семејство, кое пред се немаат покрив и топлина во својот дом. Со помош на медиумите оваа приказна за семејството Димитрови допре и до граѓаните на општина Кочани, стопанствениците, бизнисмени кои решија сите заеднички да му помогнат на семејството и да соберат средства за изградба на нова куќа. Денеска беше поставен камен темелник кој е хумано дело на граѓаните. Благодарни сме на општината Кочани, собранието и на сите хумани луѓе и благодарни сме многу. За нас е тоа почеток и ќе се ослободиме од многу тешкоти и маки и ќе си имаме свое. Ние тука, како од селото, како жители, како село, ја мислам дека тука ќе излегнеме усусрет месна заедница, комплет сите заеднички, без разлика на друго, ќе бидеме што можеме поупорни и што можеме да помогнеме. По иницијатива на општина Кочани заедно со градоначалникот на општината Радко Димитровски обезбедени се почетните материјални и финансиски средства за започнување на изградбата. И ние како општина се вклучивме во една благородна хуманитарна акција за обезбедување дом на нивното семејство, заедно со невладините организации, заедно со стопанствениците од Кочани и сакаме да им помогнеме да се вдомат покрај тоа што ги казнила природата со она што го имаат како болест, да ние им овозможиме да полесно го поминуваат животот понатаму. Оваа акција е организирана од страна на нашите служби од општината Кочани. Очекуваме дека ќе наидеме на еден и досега имаме доста широк одзив, меѓутоа ќе имаме и понатаму еден многу широк одзив и очекуваме дека ќе се овозможи да на семејството Димитрови до пролет или најкасно до летото им се заврши куќата. Благодарност до сите учесници во оваа хуманитарна акција изрази и Аника Илиевска Ѓоргиева, која напорно работеше за да се обезбедат овие средства и да им се помогне на ова сиромашно семејство. Градижни материјали обезбедија ИНТ Кочани, Алекс Термотех на Кочани, Ферд проект Оризари, парични средства дадоа Тин Кочани, Сдружение на возачи, Блага Бато, Ленча Андонова, Јулија Крстева, Тошко, Благо Иванов, Милан Доел, Офис, Паскалин, Ексклузив, Европетрол, Метас, Ана Нацева, Јасминка Гушкова, да не го заборавиме ресторанот Софра. Значи, ако некој сме заборавиле, му се извинуваме, значи ќе имаме и натаму можност да ги споменуваме сите оние кои што ќе дадат хуманитарна помош за изградба на куќата. За техничките работи за изградба на новата куќа на семејството Димитрови, еве што ни изјави Александар Гицов, одговорен за овој проект. Се работи за приземен објект, а содржината на објектот е направена спрема потребите на фамилијата Димитрови. Имаме 2 спални по 14 квадратни метри и просечна бања помеѓу нив, негде околу 6 квадратни метри е бањата. На тоа има дневен престој, кујна со комбинирана соба, трапезарија и дневна, која исто така содржински е околу 25-6 квадратни метри, заедно кујната и оваа соба што реков содржински комбинирана, а сето тоа завршува само со една тераса, излез на јужната страна. Па ние немаме детални пресметки, ама сметаме дека во форма на карабина нешто што израчунавме, дека тука со секако малку поскромни дневниците за мајсторите кои тоа ќе го направат, да не одминеме 12-13 евра. Инаку семејството Димитрови живее во трошна земјена градба, собственост на нивни предци, во која престојот им е временски ограничен. Лоша страна е тоа што пристапот до оваа куќа е тешко проводен за лица со телесни пречки, какви што имаат тројца членови на ова семејство. Општина Кочани ќе ја следи изградбата на оваа куќа, ќе продолжи да помага за побрза изградба на истата.
Во пресретна 11-та седница на Советот на општина Кочани денеска седници одржаа 3 комисии. Разгледани беа повеќе точки на дневниот ред. Во пресретна 11-та седница на Советот на општина Кочани денеска седници одржаа комисиите. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување и заштита на животната средина на дневен ред имаше за разгледување 10 точки, меѓу кои се најде и предлог проектот за изградба на фекална и атмосферска канализација во општина Кочани, како извештај за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод. Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој на дневен ред имаше за разгледување 15 точки на дневниот ред, меѓу кои се најде и предлог проектот за систем за водоснабдување во општина Кочани, како и уличното осветлување во градот. Комисијата за прекогранична соработка имаше една точка на дневниот ред – избор за управител на прекограничната соработка. За денеска предвидена беше уште една седница на Комисијата за мандатни прашања, но истата беше откажана. Телевизија Кочани во целост ќе емитува работата на денешната седница на комисиите. Спремајте се, доаѓа зимата. Промената на метеоролошките услови полека ги полни болниците. Вирозите земаат замав помеѓу граѓаните. Превентивата стандардна, здрава храна и топла облека. Со температури кои во просек се движеа околу 20 степен, првата недела од ноември беше најтопла досега. Оваа есен повеќе наликуваше на пролет се до вчера, кога нагло паднаа температурите за од околу 5 степени. Високите температури и доброто време кое го имавме во текот на изминатиот период беше добро за паричникот, ама не и за здравјето, па се повеќе пациенти со вртоглавици, покачен крвен притисок и инфекции бараат лекарска помош, поготово оваа недела како резултат на падот на температурата за неколку степени. Временските температури си го прават своето, промената на температурите. Вообичаено први страдаат хроничните болни, болните со висок притисок, срцевите болни, постарите лица и секако децата, они предшколска возраст и помалите дечиња. Бројот на пациентите е релативно покачен. Сега немаме забележано дека драстично е зголемен бројот на пациенти кои што ја посетуваат брзата помош, но во некои одредени граници е покачен. Советуваме за сите пациенти, значи, согласност на временските прилики и симптомите кои ќе ги почувствуваат, прва консултација со лекар. Наглата промена на временските услови влијае на одредена група пациенти со појава на повеќе заболувања. Најчесто на вирозите подложени се хронично болните. Хроничните болни, они со висок крвен притисок, срцевите заболувања, редовно земање на терапијата препишана од лекарот и придржување на упатствата дадени од медицинските лица. Доколку се јават симптоми на кашлица, болка, стегање во градите, тешкотии со дишење, нека се консултира доктор, лекар, дали матичниот, дали ние ќе бидеме консултирани во врска со тоа, ќе се даде соодветната терапија. Промената на климата, па и промената на метеоролошките услови влијаат се и повеќе врз луѓето и тоа кај реуматичарите, но не се ретки и тешкотиите кои ги чувствуваат и срцевоболните. Граѓаните се жалат дека временските промени често им го расипуваат расположението, но најчесто им прават проблеми со крвниот притисок, а има и од оние кои се отпорни на вирозите и велат дека климатските промени речиси не ги чувствуваат. Па има промени, времето нели топло па ладно, топло ладно и тоа е повеќе за децата поопасно и за нас старите. На притисоко на главата. На мене лично не. Лично на мене не ми влијае ништо. Ако сум пензионер, што не ми смета. Добро е. Научени сме ние секако. Секако сме научени и на ладно и на топло секако. Па може некои кои се нежни, ние не сме нежни, ние сме измачени. Лекарите велат дека сезоната на вирози и настинки треба да биде сезона на потрага по здрава храна за зголемување на имунитетот, па советуваат граѓаните да конзумираат најчесто свежо овошје и зеленчук и повеќе слоевито облекување за здравје и подобар имунитет. Ако досега немавме потреба од грејење и заштедувавме на струја и огрев од финансиите на семејниот буџет, од оваа недела задолжително е доколку досега не сте се ги снабдиле домовите со огрев за престојната сезона, да го направите тоа што е можно побрзо, затоа што зимата несомнено доаѓа. Зелено светло за измените на законот за пушење. Полицајци и инспектори од управата за јавни приходи ќе изрекуваат казни за пушење цигари на несоодветни места. Полицајци и инспектори на управата за јавни приходи се овластени да ги казнуваат граѓаните што ќе бидат затекнати како пушат на недозволени места.
Ова е содржано во измените во Законот за заштита од пушењето, кој вчера по скратена постапка ги донесаа пратениците во собранието. Инспекцијски надзор врз проведувањето на одредбите од овој закон ќе вршат уште и Државниот пазарен инспекторат, Санитарниот и Здравствениот, Инспекторатот за труд и Просветниот инспекторат, насекаде низ цела држава. Според предлагачот на овие измени, единствената нивна цел е дополнително да се заштити здравјето на граѓаните. А еве што мислат тие на оваа тема. Тај што пуши ки си пуши, тај што не пуши нема пуши. Треба ли да има поригорозни мерки? Па може треба да не се пуши по јавноста, не тука по патишта по тие работи, има место за пушење, таму може пушачите. Иначе ова се работи што по пато. Не личи, мислам, не личи пренарно, санарно. Ја пушам од 48 година. И још на доктор не сам бил, а 80 години сум. Нон-стоп пушам, сега ќе купам 4 кутии цигари. Не треба да има. Само може да е ради тие непушачите што е у кафаните. Тоа е добро што е забрането, разбираш. Ние не пушачите надвор излага. Па јас сум плаќал казна за пред одамна што вика такале. Па би требало да продолжа, да нека не пуша. И ја не пуша веќе. Поради казната ли ги откажат? Не. Ради здрави тие работи. Па не би требало да пушат. Ја пушам, али ретко. Една кутија на неделя. Треба ли според вас да цените да бидат повисоки на сумите кои што ќе се плаќаат за казните? Казните? Малку се претерани се. Со Законот за пушење парична казна од 150 до 300 евра е предвидена за лицето кое ќе биде затечено со цигара во простор каде што е забрането пушење. Но јавна тајна е дека во речиси сите државни институции се пуши иако е забрането, како и во поголем дел од локалите во различни делови во земјава. Од денешните одлуки до утрешниот успех, под ова мото денеска компанијата Пантенон ги подучуваше младите луѓе како од едноставен податок да се отвори голем бизнис и да се постигне профитабилност. Осигурете се дека ги имате средствата со кои подобро ќе го запознавате вашиот бизнис, за да може да растете и да бидете профитабилни. Под ова мото денеска во просториите на хотелот Национал во Кочани се одржа обука за функцијата на бизнис оперативните системи од страна на компанијата Пантеон. Целта ни е да ги запознаеме фирмите и сметководствените бюроа во Кочани со нашето софтверско решение Пантеон. Денеска наставата е поделена на два дела, значи во првиот дел е наменет за сметководствените бюроа и повеќе се фокусираме на предностите што софтверот ги нуди за нив како фирми, а во вториот дел е за компании, односно клиенти на сметководствени бюроа, каде што ги презентираме другите модули. Инаку решението представува целосно деловно решение што ги покрива сите процеси во фирмата, почнувајќи од комерцијално работење, материјално и магазинско работење, финанси, кадрова пресметка на плати и комплетно производствено работење. Освен споменатите модули, проектот има за цел да ги насочи младите кон инвентивност во креирањето на мали бизниси и најлесен начин на реализирање на идеите, како од едноставна информација да се воспостави голема работа, а со тоа и профитабилност во бизнис секторот. Европски пари за ромска виничка заедница. Со добиените средства е предвидена реализацијата на неколку проекти, важни за животот на ромското население во општината. Ромите од Виница ќе добијат европска донација. Станува збор за парични средства од Европската Унија кои ќе бидат наменети за реализација на голем дел од предвидените проекти за 2013-2014 година, кои се од исклучива важност за ромското население од општината. За таа цел представници од заедницата во Виница вчера остварија средба со представници од ХБО Сонце од Тетово и представници на Советот на Европа. Целта на средбата беше да се слушне мислењето на жителите од ромското маало во Виница за утврдување на нивните приоритети и потреби. На првата средба со представници од ромската заедница и референтите за малцински прашања во локалната самоуправа на општина Виница се начнаа повеќе проблеми кои ја демнат ромската популација, но конкретни приоритети не се утврдија. Свој придонес во проектот даде и градоначалникот Емил Дончев, кој се сретна со представниците од Советот на Европа.
Според председателот на ХБО Сонце Ферди Исмаили, средствата не се ограничени од страна на Советот на Европа и Европската комисија, така да најбитно е да се реализира проект за кој ќе одлучи ромското население. Во Македонија 6 општини се вклучени во проектот Ромет 2, а програмата се имплементира во 27 држави. Европскиот совет до крајот на 2014 година треба да ги одреди инфраструктурните проекти на кои ќе работат овие 6 општини, меѓу кои е и Виница, а во почетокот на 2015 година резултатите да бидат видливи. Инаку во моментот во ромското мало во Виница се работи на реконструкција на 400 метри водоводна линија на улиците Македонска и Гоце Делчев, како проект во рамките на декадата на ромите со средства од Министерството за транспорт и врски во висина од 2.051.000 денари, а локалната самоуправа пред една недела го заврши поплочувањето на една од улиците во малото. Каратистите на Партизан од Ниш се вратија со 17 медали. Викендов што измина во Ниш, Република Србија се одржа традиционалниот меѓународен турнир во карате Гран При Ниш 2013 година. Членовите на карате клубот Партизан се појавија со 25 учесници, од кои 16 од нив се закитија со медали, 14 кати и 2 борби во поединечна конкуренција и еден во екипна конкуренција. На турнирот покрај каратистите од Партизан Кочани настапија и други 430 надпреварувачи од 38 клубови од Република Македонија, Република Бугарија, Косово и домакините Република Србија. Златни медали од карате клубот Партизан освоија Василија Христик, кати 2001 година, Ивета Ушанова, кати 2003 година, Роберто Здравковски, кати 2003, Михаил Митев, кати 2004. Од карате клубот Партизан се задоволни со постигнатиот успех и очекуваат многу повеќе медали во текот на целата година. Денеска фудбалскиот клуб Осогово одигра тест надпревар со играчи кои претендираат да ги бранат боите на жолто-сините. На градскиот стадион Никола Мантов, фудбалскиот клуб Осогово организира тест надпревар со играчи кои претендираат да го засилат клубот во пролетниот дел од надпреварувачката сезона. Тренерот на фудбалскиот клуб Осогово Крсте Крстев за ова ни изјави: Се собравме да одиграме еден тренинг надпревар, повеќе тест надпревар за неколку фудбалери од регионов. Има играчи од Каменица, Пробишти, од околината овде, од Облешово, и заедно со фудбалерите кои што се моментално во фудбалскиот клуб Осогово да одиграт еден заеднички надпревар, каде што ни беа најавувани фудбалери дека имаат потенцијал да видат засилување за фудбалскиот клуб Осогово. Се надеваме дека ќе го зголемиме квантитетот, ќе се договори управниот одбор со нив, така да ќе бидат засилувања и под квантитет, како што многу пати веќе потенцирам, ќе направиме квалитет кој што ќе го подигне нивото на фудбалскиот клуб Осогово. Новој тест надпревар се појави и до вчерашниот играч на ФК Осогово Мирче Натков, кој како што е најавено го потврди своето враќање во клубот. Исто така од управата на клубот ни известија дека се планирани и други засилувања со кои жолто-сините би се вклучиле во трка за првото место во лигата. Најавени се и повеќе контролни надпревари во текот на паузата. Полициската станица го известува местното население на општина Кочани дека на ден 17 ноември 2013 година во времето од 11 до 16 часот во местноста Каракашева чешма ќе спроведе пробно испукување од огнено оружје со правни и физички лица. Од безбедносни причини се известуваат граѓаните да се воздржат од присуството на наведеното место во време од 11 до 16 часот.
Ова беше се во централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.